Самале добивте од деканат за начинот на реализација на оваа одбрана. Сега јас би сакал со сивито на Бруно Николовски да запознам како што е редот. Бруно Николовски е роден на 4.4.84 во Скопје, завршил основно училиште и средното образование го завршува во доктор Панче Караѓузов, научен замен техничар со одличен успех. На стоматолошки факултет се запишал во Скопје во учебната 2002-2003 и дипломирал во 2008 година, одличен успех 9,2. Во 2009 година започнува со работа како стоматолог во приватна ординација, а во 2010 ги започнува специфички студии на стоматолошки факултет по предмет орална хирургија и имплантологија, кој ги завршува во 2019 година. Докторски студии пред циклус го започнува во 2014 година во област на орална и максилофацијална хирургија. 2017 година е делегат на Балканското стоматолошко друштво, БАСТ, обвинител на Македонска стоматолошка комора и лиценциран меѓународен предавач за имплантологија на Корејска дентална асоцијација. Има спроведено повеќе стручни престои и учествувал на практични курсеви на универзитети и приватни болници во Словенија, Хрватска, Германија и Јужна Кореја и бил вклучен во 2 национални истражувачки проекти. Проценка на состојба на орално здравје кај население на Република Македонија според критериумите на Светска здравствена организација и вториот проект подигање на здравствената култура кај младата популација во Република Македонија. Доктор Бруно Николовски бил дел од организационите и научни одбори на повеќе национални и меѓународни симпозиуми, конференции и конгреси. Одржал предавања на научни конференции и конгреси во нашата земја и во Холандија, во Турција, Шпанија, Португалија, Србија, Бугарија, Албанија, Грција, Романија и на други места. Член на Стоматолошка комора на Македонија, Македонско стоматолошко друштво, Дружењето на стоматолози Тернитас, Балканско стоматолошко друштво, Европската асоциација на заостра интеграција, Британска дентална асоциација и Американската академија за парадентологија. Објавил повеќе од 90 трудови на национални и меѓународни списања. Голем интерес и истражување му се естетски решенија во имплантологијата, мекоткивна и коскена алиментација и употреба на дентални ласери во стоматологија. Активно се случи со англиски јазик. Од кога го познаме CV-то на доктор Бруно Николовски, би го замолил на кратко да не запознае со содржината, односно со овулацијата на методите за рана детекција на оралните премалигни и малигни лези. Доктор Бруно, поведете. Благодарам. Почитувана комисија, почитуван аудиториум, чест и задоволство ми е да ја презентирам мојата докторска теза со наслов Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лези под менторство на професор доктор Даница Поповиќ-Моневска. Во устната празнина и орофаринксот се одвиваат значајни витални функции во прв ред мастикација, респирација, говор, голтање. Сите овие витални биолошки функции на човекот може да бидат загрозени, па дури и целосно оневозможени при појава на неоплазми во лицево виличната регија. Тие може да потекнуваат од различни ткива кои како што е слузокожата на устната празнина, коските на вилиците, плунковите жлезди, па дури и тумори од одонтогено потекло. Најчест тумор во устната празнина е сквамоцелуларниот карцином, кој потекнува од оралната мукоза. Оралниот сквамоцелуларен карцином е меѓу 6 најмалигни заболувања поради брзиот инвазивен и деструктивен раст, брзите локални метастази и тенденцијата кон локални рецидиви. Хируршкиот третман е проследен со радиотерапија најчесто, особено тежок и назначен морбидитет, значаен предизвик за хирурзите и патолозите кои работат на оваа проблематика.
Во 2016 година оралниот карцином е диагностициран кај повеќе од 600.000 случаи ширум светот, со што се позиционира како шесто најчесто малигно заболување во светот. Кога се говори за смртноста на малигномите, уште е важен и податокот да се наведе дека тие се евидентираат како втора најчеста причина за смртност веднаш после кардиоваскуларните заболувања. Половата предилекција презентирана од Националниот институт за дентални и краниофацијални истражувања бележи зголемен процент на заболувањата кај припадници од машки пол со повеќе од 50%. Се претпоставува дека оралниот сквамоцелуларен карцином се развива на слузокожата како резултат на поедини генетски мутации, кои во одреден период доведуваат до клиничка манифестација на малигномот. Американското канцер здружение во прв ред ги потенцира тутунот и алкохолот како главни ризик фактори за развојот на оралниот сквамоцелуларен карцином, додека се спомнува и хуманиот папиломавирус како главен фактор во појавата на орофарингеалниот карцином. Слотер ја предложува теоријата позната како полена канцеризација, што укажува на можноста слузокожата, која е изложена на непознати нокси да се развие орален карцином или пак одредена сомнителна лезија да прогредира во малигном. Иако на премалигните лезии многу се посветува внимание, сепак нивната малигна трансформација е ретка и треба да се напомене дека оралниот сквамоцелуларен карцином најчесто се јавува како карцином од самиот почеток, тоест не се надоврзува на премалигна лезија. Најчести орални потенцијално малигни лезии се леукоплакијата, еритроплакија, диспластичната лихеноидна лезија, орална субмукозна фиброза и лихен планус, кои поседуваат различен малиген потенцијал и манифестираат различна клиничка презентација. Американската дентална асоциација потенцира дека идентификувањето на белите и црвените дамки кои покажуваат дисплазија и навременото нивно отстранување пред да се трансформираат во карцином се покажало како една од најефикасните методи за намалување на инциденцата на морталитет од ова сериозно заболување кое најчесто има фатален исход. Па постојат повеќе пристапи за решавање на овој животозагрозувачки проблем. Во прв ред да се подобри едукацијата и подготвеноста на лекарите навремено да ги детектираат оралните мекоткивни промени преку препознавање на потенцијално малигните промени или канцерогени лезии во нивна најрана можна фаза или почетна фаза. Меротра и соработниците презентираат два пристапи, и тоа вклучување на орални канцер скрининг програми кои ќе ги идентификуваат асимптомните пациенти со сомнителни лезии и вклучување на специфични диагностички средства за идентификување на дисплазија и почетен орален карцином кај асимптомни пациенти со орална абнормалност. Како трета, но не помалку важна, е секако и подигнување на свеста кај пошироката јавност и олеснување на пристапот до оралните здравствени услуги во сите сегменти на здравствениот систем достапен во популацијата. Вилсон вели дека примената на тест или тестови за лица кои очигледно се без знаци на болест се со цел да ги детектираат оние кои веројатно имаат од оние кои веројатно ја немаат болеста. Постојат големи групи на стандардни скрининг тестови, од кои во прв ред како најчесто употребуван стандард представува конвенционалниот орален преглед, потоа како помошни средства употребата на толоидинско сино, односно толониум хлорид, и методот на орална цитолошка анализа, а како трета од групите на системи за детекција со помош на светлина, ние во нашето истражување го вклучивме велскоп системот. Па ги поставивме следните цели на трудот. Да ја одредиме точноста на клиничката инвестигација со инспекција и палпација во детекција на премалигни и малигни лезии, да ја утврдиме точноста, сензитивноста и специфичноста на тестот со толоидин сино во детекција на потенцијално малигните и малигни лезии во споредба со златниот стандард хируршка биопсија, да ја утврдиме точноста, сензитивноста и специфичноста на тестот со клеточна ексфолиативна цитологија во детекција на премалигните и малигни лезии во споредба со златниот стандард хируршка биопсија, да ја утврдиме точноста, сензитивноста и специфичноста на велскоп скрининг методот во детекција на премалигните и малигни орални лезии во споредба со златниот стандард хируршка биопсија и да ја процениме ефикасноста во диагностицирање на потенцијално малигните лезии кога клиничкиот преглед се комбинира со една од наведените скрининг методи. Во нашето истражување вклучивме 120 испитаници поделени во две групи – испитувана и контролна група. Испитуваната група ја сочинуваат 90 пациенти со диагностицирани малигни, потенцијално малигни и суспектно малигни лезии. На десната половина од слайдот се прикажани инклузивните и ексклузивни критериуми на испитуваната и контролната група испитаници.
Селекцијата на учесниците од испитуваната група ја спроведовме на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и клиниката за болести на устата и пародонтот при Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелеимон во Скопје. Селекцијата на учесниците кои припаѓаат во контролната група, пак ја изведовме во Центарот за дентално здравје Етернаден во Скопје, а патохистолошката анализа на примероците од испитуваната група се изведуваше на Институтот за патолошка анатомија на Медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Конвенционалниот орален преглед ја користи нормалната блескава светлина и представува стандарден метод за скрининг на оралниот епител. За конвенционалниот орален преглед ние го користевме светлото од рефлекторот на стоматолошкиот стол, ги регистриравме суспектните или клинички абнормални лезии и ги документиравме по пат на фотографија. Овој метод може да има ограничена вредност како метод за откривање на преканцерозните или рани канцерозни лезии, а спротивно на тоа многобројни студии ја објавуваат релативно висок степен на сензитивност, специфичност и позитивна предиктивна вредност на истиот. Вториот метод кој го вклучивме во нашето истражување е кивното боење со толоидин сино по состав толониум хлорид, кој представува витална боја која ги бои нуклеинските киселини и абнормалните ткива. Растворот кој ние го користевме во нашето истражување е изомер на толоидин во обликот на ортотолоидин, по потекло од Монтана, САД, со хемиска формула C7H6N, познат уште како ортометилаланин. Во применетата методологија на толоидин синото го применувавме со цел да ги обои оралните лезии и е користен како дополнување на клиничката експлорација за идентификација на потенцијално малигните лезии. Во однос на критериумите за позитивен резултат постојат бројни дебати за интензитетот на обојување, дали бледо-синото обојување треба да се смета за позитивен наод или не. Инаку неговиот механизам на дејство е да пенетрира директно во јадрото на малигната клетка, која манифестира зголемена ДНК синтеза и дисперзија низ неправилно поставените туморски клетки. Протоколот за работа беше следен: пациентите ја плакнат устата со вода во време трајање од 20 секунди, со цел да се отстранат остатоците од храна пред испирање со 1% раствор на оцетна киселина во време трајање од 20 секунди. Толоидин синото го применувавме како раствор за плакнење на устата во време трајање од 20 секунди, а потоа повторно 1% раствор од оцетна киселина во време трајање од 20 секунди за механички да се елиминира вишокот од пенетрирана боја. Потоа следеше и фотодокументирање. Следниот метод е оралната браш биопсија, која представува едноставен, лесен, ефтин, високосензитивен и специфичен метод, кој го користи принципот на ексфолијативна цитологија за да ги обезбеди цитолошка евалуација на клеточните диспластични промени. Оваа биопсија обезбедува комплетен трансепителен примерок со кој се представени сите епителни слоеви, површни, средни и базални. Резултатите се рангираат како позитивни или атипични, кога клеточната морфологија е многу сомнителна за епителна дисплазија или карцином, или кога абнормалните клеточни промени се со неизвестна диагностичка важност. Протоколот беше следен да со четкичка изведувавме ротацијски движења, употребувајќи благ притисок се до појава на крварење на епителот. Содржината од четкичката ја пренесувавме на стакленце, кој се фиксираше со раствор фиксатор, со 4% раствор формалин, а по 10 минути беше складирано во стерилен контейнер и заедно со пополнетиот формулар беше испратено на цитолошка анализа. Неопластичните и пренеопластични ткива кои претрпуваат абнормални метаболни или структурни промени имаат различни својства на абсорбција и рефлексија кога се изложени на специфична бранова должина. Токму и системи кои што се дел од скрининг методите за детекција базирана на светлина се VisiLight системот, Microlux DL, Orascoptic, VisiLight и Velscope системот кој го вклучивме во нашето истражување. Користење на концептот на автофлуоресценција во диагностиката на диспластичните лезии во устната празнина зависи од структурните и метаболни промени на епителот и субепителната строма при интеракција со светлина. Загубата на автофлуоресценцијата во диспластични и канцерогени ткива се верува дека е резултат на комплексни измени во внатрешната редистрибуција на ткивните флуорофори, намалувањето на концентрација на флавин аденин динуклеотид, а пораст на редуцираната форма на никотинамид аденин динуклеотид е асоцирано со прогресијата на самото заболување. Velscope системот е систем кој целосно е неинвазивен, ги врши скрининг на мукозните промени и овозможува рана детекција на
потенцијалните преканцерози, орален карцином или други орални заболувања и затоа се рангира како напредно ниво на превентивна заштита. Под интензивна сина светлина со бранова должина од 400 до 460 нанометри, здравата и непроменета орална слузница презентира бледо-зелено обојување, тоест не се очекува ткивна аберација. Наспроти тоа, абнормалните или сомнителни ткива ги намалуваат нивоата на нормалната автофлуоресценција и демонстрираат темни, речиси црни реони на обојување во споредба со околните ткива. Протоколот за работа беше краток, едноставен за изведување во време трајање од 1 до 2 минути, безбеден, целосно безболен за пациентите, едноставен за манипулирање, изложување на слузницата на бранова должина од 400 до 460 нанометри, очекувавме различно интензивно зелено или темно обојување. Изведувањето на овој метод добро е да се потенцира дека не бара никаква претходна предоперативна подготовка на пациентот. Биопсијата представува еден диагностички тест кој е златен стандард за потенцијалните малигни и потенцијално малигни орални лезии. Медицинска техника која вклучува земање на клетки или ткива со цел нивно испитување. Тоа се изведува под микроскоп или хемиски, например, при изведба на PCR методата. Ние изведувавме инцизиона и ексцизиона биопсија со употреба на скалпел со сечиво број 15, респектирајќи ги сите познати соодноси од 3:1 должина ширина на биоптичниот примерок. Примерокот го поставувавме во средство за фиксација, 10% неутрален раствор на формалин, кој ќе го одржи ткивото во кондиција како не би дошло до негово физичко или хемиско оштетување или распаѓање. По фиксацијата во време трајање од 6 до 36 часа се правеа пресеци со дебелина од 4 до 5 милимикрони и истите се боја стандардно со хематоксилин и еозин. Резултатите ги отчитувавме на светлосен микроскоп лејка. На крај резултатите статистички ги обработивме со употреба на мерките за централна тенденција, односно просек, дисперзијата, односно стандардната девијација. Употребувавме тест за споредба на 3 аритметички средини, one-away ANOVA тестот, потоа одредувавме точност, односно диагностичка вредност на секоја од методите и нивото на значајност како статистички сигнификантно кога имаме П помало од 0,05. Последните неколку години драстично е унапредена прецепцијата за важноста на вклучувањето на нови софистицирани методи во детекцијата и раното диагностицирање на потенцијалните орални малигни и премалигни лезии. Во недостаток на посуптилни студии кои што ќе елаборираат релевантноста на досега познатите скрининг методи, како и скрининг процедурите кои треба да го заземат своето место во секојдневната стоматолошка пракса, ние во нашата студија вклучивме токму такви чинители, прецизно одредување на можностите и ограничувањето на 4 различни видови на техники за детекција и диагностика на оралните премалигни лезии и оралниот карцином, преку одредување на нивната сензитивност, специфичност, позитивна и негативна предиктивна вредност, како и точност на методот, споредбено со нивната со познатиот златен стандард хируршка биопсија. Во истражувањето вклучивме 120 испитаници, поделени во 2 групи, испитувана и контролна група, од кои испитуваната беше сочината од 90 пациенти, поделени во 3 подгрупи. Првата подгрупа беше пациенти со диагностицирани потенцијално малигни орални лезии, преканцерози, втората група орални лезии високо суспектни за карцином и третата подгрупа орални лезии со претходна историја на орално малигно заболување, односно локални рецидиви. Според утврдените демографски карактеристики, откриваме дека од 90 испитаници во 54,4% водеа мажите, наспроти 45,6% припаднички од женскиот пол, и заклучуваме дека во однос на полот постои значајна разлика помеѓу трите испитувани групи. Помеѓу втората и третата испитувана група пак нема значајна разлика во однос на полот и резултатите се графички и табеларно прикажани на слайдот. Потоа следна е дистрибуцијата на припадниците од трите испитувани групи според возраста, каде добивме значајна разлика помеѓу трите испитувани групи. Дистрибуција на испитаниците од трите испитувани групи според главните ризик фактори, навиката за пушење и конзумирањето алкохол, каде не утврдивме значајна разлика помеѓу пациентите од трите испитувани групи. Потоа е дистрибуција на пациентите според постоење на претходна лезија, каде постои значајна разлика помеѓу пациентите од трите испитувани групи.
Следна е дистрибуција на пациентите според ОХИ индексот, каде нема значајна разлика помеѓу пациентите од испитуваните групи. И како иницијален и неприкосновен метод кој го вклучивме во нашето истражување е употребата на конвенционалниот орален преглед со цел да ги утврдиме потенцијално малигните или малигни отстапувања во оралниот кавум кај сите пациенти од контролната и испитуваната група. Кај сите пациенти добиените резултати ги споредувавме со оние добиени од патохистолошката верификација. Добиените резултати од нашата студија, особено ниските вредности за точност, кои изнесуваат 76,67%, го потврдија и нашето стојалиште за вклучување на нови пософистицирани методи во детекција на и диагностицирање на потенцијално малигните и малигни лезии во устната празнина. На следниот слайд ни е конвенционалниот орален преглед кај втората подгрупа од групата испитаници, односно лезиите високо суспектни за карцином, каде сензитивноста бележеше 96,43%, а точноста на методот 90%. Кај третата испитувана подгрупа, овој метод доби максимално 100% вредност за сензитивноста и истата ја дели со точноста, односно веројатноста дека пациентот ќе биде точно детектиран со употреба на оваа метода. Па нашите резултати се во согласност со Чанг, Мацуки и Ванг, но спротивни во однос на свини и соработниците кои имаат добиено пониски вредности за сензитивноста, а наспроти нашите повисоки вредности за специфичност. Во најновата студија на Ванг и соработниците од 2020 година, недвосмислено се наложува веќе протоколот за целосно исцрпување на сите достапни методи за скрининг на оралната слузница и скратување на интервалот од диагноза до почетокот на третман. Во секој случај, конвенционалниот орален преглед под нормално блескаво светло, проследено со биопсија, останува златен стандард и во блиска иднина. Во вториот употребуван метод, односно боењето со толоидин сино, при изведување кај првата подгрупа на испитаници, односно лезии, потенцијално малигните орални лезии преканцерози, сензитивноста на методот доби 87,50% и точноста до 80%. Резултатите се табеларно и графички прикажани на графиконите, на табелите и графикони број 15. Потоа кај втората подгрупа употребата на овој метод кај лезиите високо суспектни за карцином, сензитивноста бележеше максимална 100% вредност, додека точноста 93,33%. Компарацијата на резултатите кои ја добивме кај првата и втората подгрупа на пациенти, односно групата со орални потенцијално малигни лезии и групата со орални лезии со високо суспектни за орален карцином, јасно ја укажува поголемата сензитивност на методата во износ од 100%, наспроти 87,50% кога се преминува кај високо ризичните пациенти. Со овие наводи се придружуваме и до резултатите на на голем број студии кои го делат истото становиште. Исто така вредностите за точност на методот кај групата N2, односно втората подгрупа, во износ од 93,33%, наспроти 80% кај првата група на испитаници, односно испитаниците со орални потенцијално малигни лезии. Резултатите кои ги добивме бележат повеќе случаи со вистина позитивни наводи, а помалку лажно негативни наводи, што оди во прилог, односно подкрепа на зголемување на силината и предвидливоста на овој метод. Кај третата подгрупа, односно пациентите со орални лезии и претходна историја на орално малигно заболување, добивме максимална вредност од 100% и за сензитивноста и за точноста на методот. Па нашите резултати се во согласност на резултатите кои ги добиле Епштейн и соработниците, Палагати соработниците и Готлиер, а спротивни на Муто и Насцули, кои добиваат пониски вредности за сензитивност и особено значајно пониски вредности за позитивната предиктивна вредност на методот. Употребата на следниот метод, односно браш биопсијата, кај првата група на испитаници, групата со орални потенцијално малигни лезии, бележеше максимална вредност за сензитивност од 100% и 93,3% за точност на методот.
Едно објаснување за добивањето на различни дискрепантни резултати во литературата при изведување на браш биопсијата и хируршката биопсија е главно заради широкиот опсег, честопати месеци, но и година по стартување на изведување на хируршката биопсија од времето на изведување на браш биопсијата. Кај втората подгрупа испитаници, орални лезии високо суспектни за карцином, сензитивноста бележеше 100%, а точноста 93,33%. Кај третата група подгрупа испитаници, односно оралните лезии и претходна историја на орално малигно заболување, браш биопсијата доби максимални вредности од 100% и за сензитивноста, и за позитивната предиктивна вредност, и за точноста на овој метод кај оваа група на испитаници. Нашите резултати се во согласно со резултатите на Свирски, на Косички и на Џозеф, а наспроти нашите резултати се резултатите на Бопати, кој добива значително по ниски вредности за позитивната предиктивна вредност, наспроти висока вредност за негативната предиктивна вредност на овој метод. Екстремно високите процентуални вредности за сензитивност на овој метод, како и неговата точност, го позиционира овој метод како високо при изборот на скрининг методи за употреба кај оваа група на испитаници. Употребата пак на Велскоп методот како представник од скрининг методите кои го користат феноменот на автофлуоресценција, бележеше 50% за вредност на сензитивност на самиот метод и 53,33% за точност на овој метод. Тука сакам да ги потенцирам и ставовите на неколку автори, како Коис и Трулав, кои велат дека секоја перзистирачка лезија со време траење повеќе од 2 седмици задолжително треба да се подвргне на биопсија. Роблиер пак вели дека Велскопот е соодветно на дополнување на конвенционалниот орален преглед, а пак Аван дека главна критика на автофлуоресценцијата при диагностиката на канцерот е недостатокот на способност да ги разграничи лезиите со висок ризик од лезиите со низок ризик. Велскопот бележеше сензитивност од 92,86% и 86,67% точност кај втората група испитаници, односно лезиите високо суспектни за карцином. Па од тука може да ги споредиме и нашите резултати, кои се во сооднос на резултатите добиени од Похи соработниците, на Чисни соработниците и на Роблиер, а наспроти нашите резултати се резултатите на Свини и Нила. На следните слайдови прикажувам како изгледа наодите со употреба на конвенционалниот орален преглед, толоидинсиното и Велскопот кај сите три групи на подгрупи на испитаници и се потрудив кај секоја од групите каде имавме услови да инволвирам по еден пациент каде што сме добиле по еден приказ каде што сме добили и лажно негативен наод конкретно на Велскоп методата. Истото го ни беше овозможено и кај групата N2, односно лезиите високо суспектни за карцином, каде што кај два пациенти со карцином на коренот од јазикот, кај во горниот дел на слайдот, кај првиот пациент имаме лажна негативност на Велскоп методот, додека пак кај вториот е позитивен наодот на Велскоп и може да се забележи загубата на автофлуоресценција и темното пребојување. Кај третата група испитаници пак немавме лажна негативност на методот и сите три употребувани методи се со позитивен наод, секако компарирани со златниот стандард орална хируршка биопсија. Со цел да ги евалуираме диагностичките вредности на сите 4 испитувани методи, кај групата N1, односно групата на орални потенцијално малигни лезии, направивме компаративна анализа која прикажуваме на овој графикон. Истото се потрудивме да го направиме кај втората испитувана група, односно групата испитаници со орални лезии високо суспектни за карцином, каде компаративната анализа ја прикажуваме на графиконот број 24 и може да заклучиме дека конвенционалниот орален преглед во комбинација со скрининг методот на оралната браш биопсија или на толоидинсино методот бележи еднаква ефикасност во диагностицирање на оралните лезии високо суспектни за карцином, прикажани на рок кривата. И на крај што може да заклучиме? Најпрвен како нумерички приказ ги прикажувам секој од методите компаративно кај трите испитувани групи, каде износите евидентно е дека бележат најголема вредност кај третата испитувана група пациенти, односно
историја на претходно малигно орално заболување, односно локални рецидиви, каде конвенционалниот орален преглед бележеше максимални 100% и за сензитивноста и за точноста на самиот метод. Наполно истите вредности од максимални 100% ги добивме кај третата испитувана подгрупа со употреба на толоидин-сино боењето со максимални 100%, како и за оралната браш биопсија, каде највисоки резултати повторно добивме кај третата испитувана подгрупа. Највисоки резултати добивме и при употреба на Велскоп скрининг системот, меѓутоа, за разлика од претходните три методи, не беше максималната добиена вредност од 100%, туку 95,83, која е највисока во однос на останатите две подгрупи. Кај испитаниците со орални потенцијално малигни лезии преканцерози, класифицирани во групата N1, резултатите кои ги добивме од тестот за сензитивност и специфичност, како и рок кривите, покажуваат дека методот на орална браш биопсија има најзначајна дијагностичка вредност, со висина од 99,33%. Значајна е и вредноста на толоидин-сино методот, како и на конвенционалниот орален преглед, додека најслаби, односно најмала дијагностичка вредност од 53,33% бележеше Велскоп системот. Од анализите произлегува дека конвенционалниот орален преглед во комбинација со скрининг методот на орална браш биопсија е најефикасен во дијагностицирање на оралните потенцијално малигни лезии преканцерози. Од резултатите кои ги добивме за сензитивност и специфичност на употребата на конвенционалниот орален преглед кај во комбинација со скрининг методот на орална браш биопсија или витално ткивно боење даваат подеднаква ефикасност при дијагностицирањето на пациенти со орални лезии високо суспектни за карцином. Резултатите кои ги добивме од нашето истражување велат дека двете скрининг методи, и виталното боење со толоидин-сино и оралната браш биопсија имаат најзначајна дијагностичка вредност генерално кај сите три групи испитаници. Дијагностичката вредност на двете методи е поголема кај пациентите високо суспектни за карцином и испитаниците со орални лезии од претходна историја на орално малигно заболување, односно локални рецидиви. Велскоп системот пак во ова истражување даде најслаби резултати во детекција на дисплазијата и орално сквамозниот целуларен карцином, особено во групата на пациенти со потенцијално малигни заболувања. Тоа се должи секако на тешката интерпретација на резултатите, која се базира на индивидуалната проценка на истражувачот и неговото искуство да ја забележи и оцени промената на светлината и губитокот на автофлуоресценцијата на мукозата. Велскопот има повеќе лажно позитивни и лажно негативни прикази, односно наоди, кои секако може да предизвикаат и стрес и непотребни дополнителни интервенции. Комбинацијата на методите на конвенционалниот орален преглед и оралната браш биопсија се покажува како најдобра опција во детекција на оралните потенцијално малигни и малигни лезии, па ја препорачуваме како најдобра скрининг постапка, особено за пациентите со долготрајни премалигни лезии и високоризичните пациенти. Но бидејќи оваа метода бара патолог, односно употреба патохистолошка лабораторија, од тие причини на секаде не е достапна за изведување. Сметаме дека во специјалистичките стоматолошки ординации, каде всушност има и најголема фреквенција на пациенти, најточна, најлесна и неинвазивен скрининг метод кој го предлагаме како метод за употреба е комбинацијата на конвенционалниот орален преглед и виталното боење со толоидин-сино. Не само во нашето истражување, каде се покажа како супериорна, оваа комбинација од двете методи се препорачува и од бројни автори, па сугерираме толоидин-сино методот да биде составен дел од скринингот за карцином во секоја специјалистичка стоматолошка ординација. И на крај може да заклучиме дека за следење на потенцијално малигните заболувања во стоматолошките ординации најдобро е да се применува конвенционалниот орален преглед во комбинација со толоидин-сино методот, но при дијагностицирање на лезии високо суспектни за карцином, подобро е покрај конвенционалниот орален преглед да се примени и оралната браш биопсија како поточен и посигурен скрининг метод. Позитивните резултати, резултатите кои оставаат сомнеш од претходно предложените скрининг методи, конвенционалниот орален преглед и толоидин-сино или конвенционалниот орален преглед и оралната браш биопсија, мораат секако во најбрз временски период да се проследат преку патохистолошка анализа. Ви благодарам на вниманието. Благодариме и ние. Ја малку пауза ти треба ли малку како ти да. Бруно. Како ќе кажете?
Нема потреба, не продолжуваме. Ако се согласувате, можеме. Алберто нема потреба, за тоа го поканувам да постави прашање одма. Професор Алберто Бенедети. Ајде. Ајде. Честитки на прекрасната презентација, докажа дека и онлайн и Zoom не е секогаш условно да видат хендикеп. Значи, стварно беше све фантастично. Честитки од мене. И само едно кратко појаснување за механизмот на употребата на тоудин синото при овие испитувања. Ви благодарам на убавите зборови. Толуидин хлоридот, инаку по состав, нели, толуидин сино, односно толониум хлорид, представува витална боја која ги бои нуклеинските киселини и абнормалните ткива. Со децении е користено како средство за обојување на нуклеинските киселини и променетите ткива во различни делови од телото, главно кај грлото на матката, но исто така наоѓа широка примена и во устната празнина. Ефтин, едноставен за изведување, доволно сензитивен метод, како начин за идентификација на раниот орално-сквамоцелуларен карцином или дисплазиите од висок степен. Се претпоставува дека постојат два механизма за обојување со толуидин сино. Првиот сугерира на пенетрација на бојата директно во јадрото на малигната клетка, која има зголемена синтеза на ДНК, а втората хипотеза вели дека бојата дисперзира низ неправилно поставените туморски клетки. Па силно обоените делови наведуваат на диспластични промени кои зависно од степенот на дисплазија се повеќе или помалку интензивно пребоени. Во литературата генерално сензитивноста на толуидин сино методот Океј. Доволно. Благодарам. Бруно, ја би сега да те прашам за оваа методата шогрешно светло, која е релативно и неедноставна за примена, така? Велскоп системот врз база на автофлуоресценција. Велскоп системот, да, тоа автофлуоресценција го слушам да ти кажам и баш малку подетално за што ствари тамо се работи. Автофлуоресценцијата како феномен, а и метод за диагностика се користи уште од 1924 година под интензивна евалуација во наредните 30 на години. Таа ги користи природните флуорофори кои се наоѓаат во епителот и субмукозата, како што се на пример колагенот и еластинот, кои озрачени со различна бранова должина при ексцитација, ја менуваат својата структура, а на тој начин и визуелно ние ја гледаме потенцијалната или суспектна промена на ткивот. Се верува дека губењето на автофлуоресценцијата кај диспластичните или канцерогени ткива се рефлектира во една сложена комбинација на промени во внатрешната редистрибуција на ткивата поради ремоделирање, како што е на пример распаѓањето на колагениот матрикс и еластинот, промени во метаболизмот, намалување на концентрацијата на флавин аденин динуклеотид, а зголемување на редукционата форма на никотин аденин динуклеотид, поврзан со прогресијата на заболувањето. Потоа пак овие структурни промени во ткивната морфологија се поврзани со промени не само во епителот, туку и во ламина проприја, како задебелување на епителот, нуклеарен хиперхроматизам. Тоа се патолошки. Ви благодарам. Да. Благодарам. Професор Спасовска. Да. Пошто не ве гледам дали ме слушате. Ве слушам сите, баш ми е драго. Морам да кажам дека е навистина штета што ова не може да го слушне и да го види пошироката стручна јавност, стоматолозите. Мислам дека е прекрасно. Честитки за кандидатот, за менторот, за сите што учествувале во изготвувањето на оваа докторска дисертација, која е вистина прекрасна и која има многу голема примена, денеска би требало да има, затоа што скрининг методите кои он ги анализирал вистина возможуваат намалување на инциденцата и на смртноста од сквамозниот карцином на оралната шуприна. Уште ако се знае дека трансформацијата на преканцерозните лезии трае со години, па и периодот кога се јавуваат во инситу рана фаза, се биолошки бенигно се однесуваат, значи раната диагностика во овој период е вистина многу значајна, многу важна, точно тоа што е темата на оваа дисертација. Од скрининг методите кои ги работел доктор Бруно, мене како патолог секако најмногу ме интересира брашинг биопсијата и би сакала да знам во моментот како е применета во Македонија, колку се применува, какви се светските препораки, како се применува пошироко во светот
и која е нејзината дијагностичка важност кај преканцерозните, премалигните или потенцијално малигни лезии на устната шуплина. И поред тоа што овдека видовме еден многу висок процент на точност, висока сензитивност, висока специфичност, точност од 93,33%, што е стварно така од големо значење за висока точност на оваа метода. Ви благодарам на прашањето. Во последните децении оралната цитологија повторно е во фокусот на научните истражувања. Браш биопсијата била воведена во 1999 година и со компјутерски асистираната анализа добива широка клиничка примена при проценка на површните абнормалности на оралната и орофарингеалната мукоза, кои вклучуваат леукоплакија, еритроплакија и мешаните црвени и бели лезии како еритролеукоплакијата. Па раната проценка на таквите лезии кои доведуваат до брза идентификација на диспластичните преинвазивни или рани минимално инвазивни болести секако централно значење за елиминирање на овие лезии. Како што кажав, нели таа обезбедува целосно комплетен трансепителен примерок во кој ги инволвира сите епителни слоеви, површни, средни, базални, а подоцна може да се анализира со различни дијагностички мерки како цитоморфометрија, ДНК цитометрија, имуноцитохемиска анализа. Точноста на овој метод е предмет на многу објавени студии и како што наведов и претходно се покажало дека овој тест има сензитивност и специфичност од дури над 90%. Голем број автори се согласни кога ќе се пријави абнормален резултат, односно атипичен или позитивен, клиничарот дека мора да го упати пациентот за земање биопсија од лезијата, бидејќи браш цитологијата не обезбедува дефинитивна дијагноза. Од тие причини истражувачите сугерираат дека стандардната биопсија секако се уште е индицирана доколку постои клиничко сомневање за било каква појава на лезија без оглед на резултатите од оралниот браш биопси тест. Напредокот на развојот на автоматски цитоморфометриски методи комбинирани со генетско и протеомичко профилирање може да обезбедат потребни алатки за да ги насочат скрининг стратегиите и во иднина. И токму кон тоа и се насочени и последните истражувања на низ светската литература. Благодарам, Бруно. Благодарам. Професор Поповска, вие сте ова е ваше секојдневие, така? Така. Оценам вашето мислење и мислам ти треба се да поставите на прашање на нашиот кандидат, пошто тој работеше со вас и вие многу добро се запознаени. Така е. Со работата на тој. Благодарам, председателе професор Грчев. Јас би сакала неколку зборови да кажам како за кандидатот, така и за неговата презентација. Нашиот кандидат малце во невообичаени околности, меѓутоа многу прогресивни, сепак успеа да не запознае со најновите, односно со сите можни дијагностички методи кои што се употребуваат во детекција на оралните премалигни и малигни лезии. Тоа го направи на еден високо професионален начин, со голема креативност, всушност со сите оние квалификации кои што нашиот кандидат ги има во себе. Станува збор за кандидат кој што многу добро го следи напредокот на науката, постојано се надградува, па тоа и беше и одраз во неговата докторска дисертација, каде што навистина на еден многу суптилен, прецизен и на многу професионален начин ни ги представи сите овие методи и не упати понатаму како ние најсигурно и најбезбедно би можеле да постапуваме во дијагностиката. Јас му честитам и за пишаниот труд, меѓутоа исто така му честитам и за прекрасната презентација. Единствено жалам што околностите се такви да немаме аудиториум, но сигурна сум, знаејќи го Бруно и неговата желба и понатаму да ги представува своите резултати селективно, дека тоа ќе го направи на многу конференции, семинари, конгреси и така натаму, така да повторно сите ќе дојдат до информациите кои што всушност ги има. Би сакала да го поставам моето прашање, а тоа би било како еден терапевт уствари најбезбедно и најсигурно
би можел да ги детектира промените во устната празнина, односно премалигните и малигните лезии, како на што најмногу треба да обрне внимание при клиничкиот преглед, бидејќи сметам дека тоа навистина е најбитно. Ви благодарам, професорки, на убавите зборови и на поставеното прашање. Најчестите орални премалигни лезии, како што се леукоплакија, еритроплакија, диспластичната лихеноидна лезија, оралната субмукозна фиброза, лихен планусот, имаат различна малигна потентност и манифестираат различна презентација клиничка. Највисоката стапка на трансформација се забележува кај лезиите со клинички неправилни или хетерогени еритроплакични и дисплакични промени. Силверман и Шепман потенцираат дека примерна е колоритноста на промените, црвена, црвено-бела обоеност, и неправилноста на промените, како и регуларните граници, недостатокот на хомогеност, површината и текстурата на ткивото, грануларна верукозна, и локализација, подот на устата, вентралната или постеролатерална граница на јазикот. Посебен аспект во одредување на малигноста на промените се однесува и на ултраструктурните промени на самата лезија. Тука ја вклучуваме фенотипската промена, присуство и сериозност на самата дисплазија, нестабилност на ДНК, алелната загуба, особено, например, хромозомските обележја на 3P, 9P и 17P, како и други употребувани молекуларни маркери. Во литературата постојат податоци кои кажуваат дека оралните премалигни лезии манифестираат степен на прогресија до 17% во просечно следен период од 7 години по поставување на диагноза. Иако премалигните лезии многу се посветува внимание, сепак нивната малигна трансформација е ретка и напоменав дека треба да потенцираме дека оралниот сквамоцелуларен карцином најчесто се јавува како карцином од самиот почеток, тоест не се надоврзуваат пак на премалигна лезија. Понекогаш премалигните лезии пак имаат и сосема друг епилог. Се случува да тие повремено се повлечат, доколку здравствениот работник успел да го мотивира пациентот да ги намали факторите на ризик, како например тутунот и алкохолот, потоа ХП инфекцијата, имунодефициенцијата, генетските промени, па дури и возраста и поднебието се споменуваат како одредени фактори на ризик. Сретна во литературата примери за, например, афроамериканци кои се над 45 годишната возраст. Благодарам на одговорот. Благодарам. Останува уште менторката доктор Поповиќ Моленска, да. Благодарам. Што останало недопрашано после толку работа. Само јас ќе прашам што колку да помине, нели, прашањето, меѓутоа и нешто ќе дам како објаснување. Прво да му честитам на Бруно за одличната презентација, убаво направена, убаво објаснета. Самото истражување беше исто така беше мотивиран, добро да го сработи навистина интересна тема е, применлива тема, која како стоматолог кој работи во праксата со пациентите ќе може да ја применува, меѓутоа треба да се запознае нормално пошироката јавност и за тоа ќе има прилика, како што кажа професорот Боровска. Му пожелувам понатаму да биде амбициозен, вреден, како што беше стално и како студент и како млад и да нормално ги презентира своите сознанија понатаму на семинари, на конгреси, каде што се пријави. Јас сакам само покрај тоа што сметам дека ова е добро сработено, дадам едно појаснување, пошто Бруно не го кажа, ние разговарахме, зошто имаме така добри резултати во втората и третата група, мораме да кажеме, евидентно се големи процентите на сите скрининг методи во втората, особено во третата група. Затоа што всушност во втората група имавме пациенти кои беа со евидентни карциноми. На жал, значи пациентите што доаѓаат на максилофацијална хирургија веќе доаѓаат во втор, трет стадиум клиничка болест. Ретко кој доаѓа со Т1 тумор, значи воглавно се Т2, Т3 големина тумори, кои се клинички евидентни дека се карциноми, без разлика на тоа ние ги правиме скрининг методите. Мислам дека бражи биопсијата и тубинот точно затоа има така висок процент на успешност во оваа група, затоа што всушност тоа беа веќе евидентни и структурирани големи карциноми. А третата група исто така се пациенти кои се со лезии рецидивантни, кои се евидентни карциноми. Меѓутоа како и да е, сепак споредено со
на одите на другите автори, како кои ги имаше многу Бруно, кој ги покажа еден дел само на оваа презентација. Сепак скрининг методите имаат точност, имаат голема сензитивност, особено браш биопсијата, која стварно е добра, и туловиното плаво, кој исто така видовме дека навистина не изненади и ние додека работевме, колку е лесен за примена, а навистина дава добри резултати. Така да и нас не изненадија добрите резултати од тие две скрининги. Затоа ги препорачуваме за понатамошна употреба во секојдневната пракса. Тоа е едно општо прашање за Бруно, колку да го завршиме целиот овој протокол и да поентираме зошто всушност толку доцна ни доаѓаат пациентите со веќе развиен карциноми, покрај тоа што овие карциноми се многу видливи, лесно видливи, а сепак пациентите доаѓаат во таков стадиум. Па дури и само клиничкиот преглед нас не е јасно, ама ние сме со големо искуство тука на оваа клиника, така да тоа ни е некогаш и доволно да диагностицираме. Сепак тоа наше искуство не е искуство на сите стоматолози во општата пракса. Зошто волку доцна доаѓаат пациентите? Ви благодарам, професор Ки, на убавите зборови на прашањето. Да, постои глобална потреба од подобрување на успехот при раното откривање на оралниот карцином. Раното откривање на оралните премалигни лезии и раните неопластични промени може да биде наше најдобро и најефективно средство за подобрување на обстанокот, квалитетот на животот на пациентите со орален карцином од сите социоекономски заедници. Во моментов не постои задоволителен механизам за преглед и откривање на раните неопластични промени во устата кај општата популација. Можните објаснувања вклучуваат неколку карактеристики, како што се ограничената свест, недоволната едукација и на општата, на широката маса популација и на здравствените работници за факторите, знаците, симптомите за оралниот карцином. Детекцијата во голема мерка зависи од клиничкото искуство на лекарите при препознавање на сомнителните лезии, што честопати е со променлива ефективност. Можно често постојат и тешки потешкоти, неможност да се разликуваат оралните потенцијално малигни лезии во почетна фаза, особено од, да речеме, честите воспалителни состојби. Во голем број случаи пациентите па не сакаат да подлегнат на инвазивен метод биопсија. Кај пациентите каде што е состојбата на така нареченото поле на канцеризација, целата лигавица, орална лигавица е изложеност на канцерогени агенси, како резултат на конзумирање на алкохол и тутун, па претрпува оштетување и изложеност на зголемен ризик и развој на карцином. Кај пациентите со висок ризик честопати целата мукоза во оралната празнина е потенцијално премалигна, што отежнува дури и на искусните клиничари да препознаат каде е точното место за изведување на биопсија. Благодарам, Бруно, да не должиме, сакам да кажам само и да се надобрзам на тебе. Всушност, јас се мислам дека стоматолозите веќе и препознаваат и навремено реагираат, меѓутоа повеќе е причината кај самите пациенти. Така. Стравот е доминантната причина што пациентите касно се реагираат. Стравот со непосакуваната информација, односно негативна вест која што може да ја слушнат. Тоа е најчестата причина според мене. Еве примери имаме и од колегата што пуши, дека тутунот не се заборават, не се запушта така лесно. Уже ја пушам, а немам страв. Да. Има разлика. Неме, ти благодарам за одговорот, мислам дека беше одлично и така да се ако и не знам. Ви благодарам уште еднаш. Да продолжиме понатака, пошто немаме формални речки. Јас мислам како председател на комисија дека ова, Бруно, сосема задоволително, да не кажам одлично, ни го прикаже своето истражување, кое е доволно за, да кажеме, дека успешно одбрана својата дисертација. Помолам Алберто да даде своето мислење. Доктор Бенедети. Ќе потврди дека кандидатот беше извонреден. И покрај онлайн презентација, дека прекрасни честитки и све најпозитивно од мене.
Благодарам многу. Косовска, Истото. Кандидатот беше супер, немам никакви забелешки, само имам пофалби и честитки. Да, јас би сакала да кажам вистина, многу сум убаво пријатно изненадена, една изморедна докторска дисертација. Јас се надевам дека ќе влие многу, ќе помогне многу во введување званични скрининг програми во Република Македонија за рано откривање на сквамосните карциноми на оралната шуприна, дека ќе има силен допринос во намалување на инциденцата, на морталитетот од оваа болест. И повторно ми е жал што не можева да ја чуја другите, меѓутоа како рековте ќе имате конгреси, стручни состаноци на кои он ќе ја презентира својата работа. Благодарам. благодарам. Доктор Поповска, вие рековте. Подавате своето мислење, уште менторот. Јас имам исто Убавич. позитивен одговор, мислам дека ова го задоволува сите критериуми за да биде припатано и да иде понатаму во протокол за прогласување на доктор на науки. Добро. Драги колеги, драго ми е, можам да констатирам дека едногласно заклучивме дека трудот на доктор Бруно е доволен и по квалитет и по квантитет да ги задоволи барањата за докторска дисертација и со теја, како председател на комисија, го молам деканот кој ќе го следи ова, за понатаму да го проследи неговото на протамошниот текст за прогласување за доктор на стоматолошки науки. Ви благодарам за ова формалниот дел од одбраната е завршен. Го честитам на кандидатот Бруно Николовски, со колегата Бруно Николовски за добриот резултат и успех. Благодарам. Многу ви благодарам. Честитки од сите. Можеше свадба онлайн да направиш.